Кратко пред почетокот на една дебата која цивил ја наслови какви закони, такви избори, јас би сакал да се вклучам во нашиот редовен, сега се надевам веќе редовен прилог Цивил во живо со неколку размислувања околу образованието, меѓутоа и околу правото на протест. Погледнав неколку изјави од група родителки и родители кои протестираат против дигитализацијата, беа на состанок во Министерството за образование и наука и изнесоа нивни гледишта за тоа зошто дигитализацијата не треба да се спроведе како образовна реформа. Се разбира, тоа е апсолутно загарантирано право и уставно право, јас дори го поддржувам, се разбира во смисла на поддржување на изразувањето на граѓанскиот револт, негодувањето, критиката на одредени политики и практики. Тоа што денеска би сакал да го спомнам и многу кратко е тоа што го слушнав од низа изјави, а тоа е дека оваа група луѓе настапуваат во име на родителите. Прво и основно би сакал да кажам не во мое име, не во мое име и се разбира ги поканувам и нашите сограѓанки и сограѓани исто така да имаат предвид дека исто колку што имаат право да протестираат, толку имаат право да кажат и не во мое име. Инаку, што се однесува до самите протести, знаеме дека во нашата земја голем број негодувања, протести и иницијативи се всушност партиска инструментализација и злоупотреба на граѓанското право на протест, граѓанското право на учество во донесувањето на одлуките. Тоа е практика која еден ден треба да исчезне. Многу се очигледни партиските инструменти кои се обидуваат да канализираат одреден свој партиски, теснопартиски интерес, да го наметнат како идеја, односно како движење, односно протест на граѓанките и граѓаните. Тоа е неетички и се разбира, веќе сме 30 годишна демократија, добро ги препознаваме тие појави, тие постапки, тие обиди за инструментализација на групи на граѓанки и граѓани за да се постигнат теснопартиски интереси и цели. Тоа што на самиот крај би сакал да кажам уште еднаш, бидејќи многу убаво звучи, не во моје име. Благодарам.